Во владата и во институциите бројките кои што пристигаат кај нив и врз кои што се мери, што е она кое што треба да се донесе како мерка, се носи на крајот на месецот откако ќе се сумираат резултатите на работењето на компаниите од претходниот месец. Меѓутоа, она кое што ние го гледаме на терен е ситуација која што е мерлива ден за ден и гледаме дека голем број од фирмите не само што се затворени, туку и веќе отпочнаа со принудно отпуштање на работниците. Во моментов се соочуваме со реален проблем, а тоа е со одржување на ликвидноста на компаниите и со момент како тие да ги исплатат сите оние тековни обврски кои што ги имаат за плаќање, како што се кредитите кои што ги имаат превземено, кои што сега имаме некоја делумна можност за рефинансирање, меѓутоа тоа само 5, нешто над 5 милиони евра колку што видов што ќе бидат првично ставени на располагање. Тоа не мислам дека ќе биде доволно во моментот и плюс процедурите кои што ќе треба за да се постигнат сите овие работи се нешто кое што ќе трае и ќе има одложено дејство. Значи до моментот додека пристигнат средствата до нив, тие дополнително ќе навлезат во потешкотии во работењето. Никој не бара да му бидат простени долговите. Туку едноставно се побара иницијално да се размисли за тоа да се одложат даночните обврски.